Добар ден. И покрај тоа што пробувам една година, колку што е можно повеќе, не може скроз да оставам политиката надвор од моите коментари и настапи, тоа е очигледно неможно, бидејќи сме сите ние зоон политикон. Јас се согласувам со оние што и ги поддржувам, што тврдат дека треба политика да остане надвор од спортот. Тоа го промовираат и УЕФА и ФИФА. Меѓутоа, тие на домашен терен, што најмногу викаат политиката да остане надвор од спортот, односно спортот да остане надвор од политиката, тие најмногу го вмешуваат спортот и политиката. На 4-ти овој месец, значи на денот кога положуваме цвеќе на вечното почивалиште на најголемиот македонец од современието, нели? Не збориме за Александар, него сега. Значи, кога положуваме цвеќе на вечното почивалиште на Гоце Делчев и денот кога се подсетуваме на упокојувањето на Јосип Брз Тито, имаше соопштение политичката партија Левица, која е со маргинален процент на доверба кај граѓаните, процент еквивалентен на статистичка грешка, каде што директно го посочува клубот и мене. Ничим изазваним, што би рекле северните соседи Србите. Меѓу другото, насловот е Вардар тоне, а не знам, Миленко Неделковски, тоа и тоа. Прво, ајде тамо во раководството и тие што се парламентарци од Левица, дека се работи за неписмени балвани, тоа го знаеме, меѓутоа лидерот е доктор на науки, професор на факултет и би требал да знае дека зборовите имаат значење. Значи, чаша е едно, шише е друго, авион е едно значење, автомобил е друго значење. Па така да има разлика и треба да знае што значи, како се толкува зборот тонење, или, примерно, давење, или угушување, или полетување, или возвишување, тоа се различни зборови со различни значења. Исто така, зборот јавноста е нешто што е недокажливо. Кога ќе кажеш, ако не го аргументираш со бројки, јавноста кажа. Јавноста кажува на пуловите на реномирани истражувачки компании дека водечката партија во Македонија и партијата што е на власт е со и премиерот е со огромна поддршка, а дека лидерот на Левица и самата Левица е со статистичка грешка. Тоа е јавноста. А јавноста не е јас мислам и овој до мене Петко и тоа е јавност. Тоа не е јавност, тоа е збирутинка. Незнаењето да се толкува зборот, што значи тоне? Тоне за Димитар Апасиев, Енвер Хоџин, што значи тоне? Тоне е ако се вратат долгови од 4,5 милиона евра за 5 месеца. Тоне е ако си 15 надпревари поред непоразен. Тоне е ако играш во финалето на Куп на Македонија. Тоа ли е тонење? Тоа ли е ако си во пролетниот дел од првенството најдобра екипа? Тоа ли е тонење? Тоа значи зборот тоне или за тоа треба да се употреби друг збор?
Она што е факт е дека тоа соопштение кое го објавува Левица, а Левица е водена од Димитар Апасиев, е пишувано од човек кој се издава дека е адвокат, а не е само правник, го нема на листата на адвокати, со положен правосуден испит, кој се вика Бојан Борјан нешто. Така, кој е дежурно заморче на Левица и на СДС. Се слика како прима вакцина, односно него го слика како му дава вакцина Филипче. Се кажува дека е студентски лидер, а има 32 години. Што студирање ќе беше тоа? Се студира до 22 години, до 23, до 32. Кој е следниот? Он е лидер и така натаму. Односно, он го води. А заедничко со Димитар Апасиев што се заедно здушени повеќе од 10 години. Заедно се тие двајца кои го палеа, која палеа канцеларијата на председателот на Република Македонија за време на шарената револуција, кога можеа да предизвикаат пожар во стамбена зграда, и за што беше осуден за кривично дело. Заедно се цело време во соорганизација со Џабир Дерала, Сашо Ордановски, Борјан Јовановски, Канвас на Срđа Поповиќ, Сорос, сето тоа и целата таа збирутинка околу Џабир Дерала, Коко Бојаровски, тој за жал испоганет збор Рацин кој го употребија за да направат портал. Интересно е дека за тонењето на Вардар никогаш досега, како претходно и некои други портали, например Инфомакс и така, никогаш досега не се бавеа со тема спорт. Левица никогаш. Никогаш немала соопштение или коментар за спорт. Никогаш, само сега. Не напиша минатата година кога играше бараж за опстанок дека Вардар тоне. Не напиша година пред тоа кога Вардар беше во втора лига дека Вардар тоне. Не напиша кога Вардар беше блокиран 8 години дека Вардар тоне, сега тоне. Не е тука е вака таргетот Миленко, меѓутоа причината е Вардар. Бидејќи Вардар е фудбалскиот клуб Вардар е еден од последните бастиони на македонизмот. Еден од последните, ако не и последен, веројатно заедно, примерно со Танец и така, македонски бренд. А на тие луѓе од Левица и тие што се околу Левица, вклучително и овој само наречен адвокат, а во основа пискарало и заморче на СДС и на Левица, они се луѓе кои не работат против Македонија. Они не сакат, се што е македонско сака да уништи. Енвер Хоџа оди се поклонува на гробот на Димитар Апасиев оди се поклонува на гробот на Енвер Хоџа. Знае ли помладата генерација, знаат ли гласачите кои се помлади, кои се на Левица, кој е Енвер Хоџа? Кој бил во однос на Албанија, во однос на своите граѓани, во однос на диктатурата што ја спроведувал и во однос на Македонија и на македонците кои живеат во Албанија, Мала Преспа и така натаму. Знаат ли за кој лик се работи? Димитар Апасиев знае, ама се обидува да ја преврти работата. И, за разлика од Димитар Апасиев, кој никогаш ништо не направил за Македонија, никогаш не застанал на браникот на Македонија. Миленко организирал 35.000 луѓе да излезат на плоштадот Пела пред оној самит на НАТО во Букурешт за одбрана за името. Миленко се тепал у Брисел заедно со Мирка Велиновска и Боган Унковиќ против
соросоидите, кои практично за кои Левица и Димитар Апасиев и тоа заморче од правник работат. Миленко беше го скапа споменикот, односно плочата на бугарите на Кајмак Чалан. Миленко си ги, како личност, како поединец, си ги направи своите дела во корист на Македонија. И сега сака овој македонски бренд да го направи, да го врати тамо кај што му е местото. Овие кои го пишуваат тоа, кои организираат мали групи на така заблудени, нив ги интересира да не постои ништо македонско, да не постои Македонија. Да нивната моќ е јасна. Прават интерпелација на Тошковски, не им проаѓа. Прават интерпелација на кој, не им проаѓа. На пуловите, на мерењата на ова, се гледа кој е. Сега дојде до Вардар. Вардар тонел. Како тоне Вардар кога е после 8 години одблокирана сметката? После 20 години, после 2 децении игра у финале на куп. После 6 години прв пат ја тепа слога, односно сега се вика тоа Шкупина од Чаир. Какво е тоа тонење? Кој е тој збор кој го употребуваат? Кој е тој збор? Вардар кој една година цела ги отвори трибините за граѓаните бесплатно да ја гледаат надпревари. Сега доаѓа до мене информации дека имало групи од неколку силеџии кои стоеле на врата и на сила наплаќале по 200 денара влез. Тоа јас ќе го искоренам веднаш, бидејќи до сега не сум знаел за тоа. Тие ќе бидат напудени, избркани и ако се спротистават и натепани. Да им се смее цел град. Не сум го знаел тој податок и благодарам на тие што ми го пратија податокот. Вардар е отворен за сите да го гледаат. И во успех и во неуспех. Имаме до крајот на првенство на сезоната фудбалска 2 надпревари со работнички и финалето со Струга. Фудбал е тоа. Гледавме вчера, Јамал погодува статива и наместо они да водат 4-3, од спротивната страна дава Интер гол, 4-3 за Интер и завршува надпреварот. Фудбал е тоа. Значи не се знае што ќе биде ни со работнички, ни у финалето на купот. Меѓутоа, се знае дека ќе се игра со срце, ќе се игра со желба, со намера, со волја, со надеж дека ќе се победи. Кому му пречи Вардар да се врати, да биде силен и да биде македонски бренд? Кому му пречи? На Левица? На тие што го палеа и го уништуваа градот за време на шарената револуција? На тие што го донесоа Зоран Заев за сопенкалцето што го бацуваше оној Никола Димитров да подпишат промена на име во Преспа, во Нивица? На нив ли не им одговара македонски Вардар? На нив ли не им одговара сериозен буџет? На нив ли не им одговара? Што недостасува? Каде е проблемот? Како е тоа на чуден начин? Вардар има документација во последнава година. Комплетна документација. Кој е дојден, како, кој е собрание, кој е основачко собрание, каде е тоа на нотар, кој потпишал, како се дојдени пари, од кои спонзори, со кои спонзорски договори, се. Чисто како солза. Какво е тоа тонење? Тоне токму Левица и тонат токму тие кои на надпреварот хуманитарен за жртвите од Кочани, од пожарот во Кочани, го користеа 50-60 минути за вулгарни навивања против Гоце Седловски, против Вардар, против управата, против се. За да се поплукаат, да не кажам некој повулгарен збор, врз кошките на починатите и врз раните, крвавите рани на оние што се уште се борат за живот по болниците во Македонија и низ Европа.
На нив ли не им одговара македонски Вардар? На нив не им одговара, еве јас одмак одговарам, на нив не им одговара македонски Вардар. Они работат против Македонија и работат против враќањето на достоинството на македонецот, против враќањето на достоинството во спортот, против доминацијата на противниците фудбалски на Вардар. Работат да Вардар не биде силен, да Вардар не може да го победи Шкупи, Беса, Воска, Струга, Шкендија. А Вардар, токму тако Вардар правиме, кој со такви тимови може да игра равноправно и може да ги победува и дома и во гости. Што не ви одговара вас? Што се бламирате? Ги прочитав и коментарите доле, луѓето фино ви викаат, каде е проблемот? Во што го гледате проблемот? Во што го гледате проблемот? Не се бламирајте. Еве имате избори есеноска, локални, и излезите на избори, баш ме интересира колку градоначалници ќе освоите и колку советнички места ќе освоите. И баш ме интересира кој ќе гласа за вас. За вас подржувачи на Енвер Хоџа, човече. Енвер Хоџа. И последно прашање е, кога Вардар беше блокиран лани, преклани, кога немаше свој дом, кога не можеше да дели плати, Димитар Апасиев и неговата партија најдоа ли спонзор или барем од својот буџет да му донираат, да му дадат, да му помогнат на Вардар? Или ги интересираше само да го купат оној деловен простор во центарот на градот спроти Министерството за надворешни работи, за да имаат свој профит, или само ги интересираше да си купат недвижнина во Грција, ново ауто? Каде беа да помогнат? Со што помогнаат тие на Вардар за да може да се коментираат дека Вардар било ово? Која помош ја дадовте ви? Јас знам, откако сум јас овдека, кој и каква помош дал. И на тие сите им благодарам. И знам со кого и каков договор имам подпишано. На сите им благодарам. Ама тоа сигурно не е левица. Тоа сигурно не е Џабер Дерала. Тоа сигурно не е Канвас. Тоа сигурно не е СДС, не е Заев, не е Филипче, не е Љупчо Путерот, не се тие. Не се. Туку се оние кои сакаат Македонија да биде убаво, достојно место за живење, каде што секој што ќе живее во неа ќе биде горд и кој ќе оди на градски стадион ќе биде горд. И во победа, и во нерешено, и во пораз. Спорт е тоа. Никој не може вечно да биде непоразен. Никој не може вечно да победува. Никој не може вечно да биде лош и вечно да биде добар. Сите идат горе-доле. Не, гледаме што е до Манчестер Юнайтед или не. Има. Меѓутоа, една клима која е позитивна, покрај Рома на Раниери, во Европа, само Вардар на Гоце Седловски е со толку голем број надпревари еден по друг оваа сезона без пораз. И тоа ли пречи? Ви пречи успехот на македонецот? Ви пречи успехот на Македонија? Ви пречи успехот на нас како исконски, историски народ запишан и во најстарите списи на Библијата, народ кој потекнува од големи водачи како Филип, како Александар син му. Тоа ли ви пречи? Ви пречи македонштината ли ви пречи? Таа ли ви боде очи? Ако ви боде очи, имате проблем со мене. Од сите што ќе ми се најдете на патот ќе ве чистам. Пријатно, фала ви на вниманието.